Го следите најновото издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Изгоре куќа во село Туденце, собственост на семејството Тасевски. Пламените јазици избувнале синоќа околу 22 часот, откако удрело гром во покривната конструкција. Пламените јазици му го уништија речиси целиот дом на семејството Тасевски во Туденце. Горниот кат од куќата е пеплосан, оштетено е приземјето од водата со која се гасел пожарот. Семејството вели дека оганот избил откако на покривната конструкција удрил гром и од пламените јазици биле зафатени сите соби. Вознемирени од трагедијата не сакаат да зборуваат пред камера, но среќа во целата несреќа е што на горниот кат од нивниот дом немало никого. Во големата трагедија никој не е повреден. Пожарот кој избувна синоќа околу 22 часот е целосно локализиран во 4 часот утринава. Сме трнале со 4 противпожарни возила и 7 пожарникари. Сме дошли на лице место и сме виделе дека куќата била скроз цела обколена и во пламен. Работевме, се боревме со огнените, пламените јазници, се боревме околу 2 часа и нешто, околу 3 часа, значи додека да го ставиме под наша контрола, но постоеше и голема опасност од струја, да речеме, од струјата, биејќи изгледа причината за појавениот пожар во ова куќа е баш електричната инсталација, значи удирало гром, покажување на граѓаните од село Туденце, значи имало гром. Нашата работа беше огнените пламени јазици да не се прошират низ други куќи, и гледаме и гледате дека има овдека и други куќи залепени, сите со една со друга, нарочито со изгорената куќа двоспратна што е овдека, што се гледа. Командирот Алити вели дека имало пожари кои избивале при удар на гром, апелира на внимателност при неповолни временски услови. Од често пати ни се случува, сме имале и порано, сме имале у општина Теарце еден случај кај што ни изгоре една машина, исто од удирање од гром. Други случаи не памтим дека имало така, но има, нормално, тоа е природна појава, кај што удира гром и доаѓа до појавување на пожар. Што да апелирам до нашите граѓани да бидат многу присебни за секој случај при појавување на вакви пожари, значи не треба многу, треба само една мала искра и да се догоди ова голема катастрофа што стварно тешко е да се надокнади ова изгубено што е овој пожар. Попладне во семејството Тасевски го посетија представници на општина Јагуновци и градоначалникот Дарко Блажевски. Општинските власти разгледуваат можноста семејството добие помош потребна за санирање на домот каде нема услови за живот. 27-годишникот село Требош бил нападнат од жител на истото село. Во тепачката се вклучил и таткото на нападнатиот кој конфликтот сакал да го разреши со пиштол. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи и приведен албански државјанин и пријава за исчезната 41-годишна жена. 47-годишниот ЈС од тетовското село Требош вчера вечер околу 20 часот и 30 минути во полициското оделение Групчин пријавил дека неговиот син 27-годишниот РС бил физички нападнат од 35-годишниот РС од истото село, кој претходно го побарал телефонски за да се видат кај училиштето. Најпрво 35-годишниот РС го удрил со тупаница, а откако 27-годишниот со исти иницијали му возвратил, извадил нож, но тогаш ЈС, кој во меѓувреме пристигнал на местото, извадил пиштол и го вперил кон 35-годишниот РС, пошто се вмешале други лица и ги разделиле. Нешто подоцна 35-годишниот РС лишен е од слобода, одземен му е нож и метален боксирач, додека 47-годишниот ЈС одземен му е пиштол кој го поседувал со дозвола. Се работи на целосно расчистување на случајот.
СВР Тетово информира и за приведување. Ноќеска околу 4 часот и 20 минути во близина на маркет во Тетово приведен е албанскиот државјанин 33 годишниот Аѓа, кој не поседувал никакви документи за идентификација. По приведувањето и задржувањето поради непријавен престој, предаден е на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија Тетово за натамошна постапка. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи и пријава за исчезната 41 годишна жена. Исчезнувањето го пријавил нејзиниот син, 23 годишниот ДМ, според кого вчера околу 10 часот пријавил дека претходниот ден околу 17 часот од дома се оддалечила неговата мајка, 41 годишната СМ. Според неговото кажување таа заминала кај роднини, но не се вратила назад. Се превземаат мерки и активности за пронаоѓање на пријавената СМ. Во изминатите 6 месеци 5 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи. Во овој период регистрирано е зголемување на бројот на сообраќајните незгоди за 10% во однос на ланското полугодие. Вкупно 517 сообраќајни несреќи се регистрирани во изминативе 6 месеци на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, или 10% повеќе во споредба со истиот период лани. Поголемиот број од сообраќајките се случиле во Тетово 397, додека 120 во Гостивар. Во овие несреќи 5 лица го загубиле животот, во Тетово 4, во Гостивар 1, а 465 лица завршиле со телесни повреди, 393 биле од Тетовско, 74 од Гостиварско, додека вкупната материјална штета се проценува на над 23 милиони и 600 илјади денари, во Тетовско над 17 милиони 800 илјади денари, а во Гостиварско над 5 милиони и 700 илјади денари. Најчеста причина за случајните сообраќајни несреќи во Тетовско-Гостиварското подрачје е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, 155, од кои 113 во Тетовско и 42 во Гостиварско. Потоа непочитување првенство на минување, 65, од нив 54 во Тетовско и 11 во Гостиварско, недржање страна 30, од нив 14 во Тетовско, а 16 во Гостиварско. Сообраќајните несреќи во овој период со повредени лица заокружени се со 143 кривични пријави, 111 во Тетовско, а 32 во Гостиварско, кои се поднесени против 147 учесници, од нив 114 биле од Тетовско, а 33 од Гостиварско. Најмногу засторени кривични дела за грозување на безбедноста во сообраќајот, како и за неукажување на помош. Во ТРЦ денес се одржа работен состанок на владини представници со градоначалникот, на кој се разговараше за состојбата на ромите и нивните проблеми во оваа општина. Потребата од донесување локален акцијски план за сите приоритетни области од стратегијата за роми, како основен документ во кој плански ќе се предвидат активности за подобрување на состојбата на ромите во општина ТРЦ, ја истакна министерот без ресор Аксел Ахмедовски по денешната средба со градоначалникот Исен Асани. На работниот состанок во ТРЦ на кој се разговараше за состојбата на ромите во таа општина, присуствува и заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и косовскиот министер за внатрешни работи Бейтуш Гаши. На оваа средба јас како министер за спроведување, односно имплементација на стратегијата за роми, ги известив сите присутни овдека за можните начини на соработка помеѓу владата на Република Македонија, поточно со кабинетот кој што го раководам и со општините, односно единиците на локална самоуправа. Укажав на фактот дека е потребно да биде усвоен локален акцијски план на ниво на општината, кој што не е како основен критериум за да можеме да помагаме, односно финансираме одредени проекти од било која област. Ги извести дека фокусот на нашето делување, односно на кабинетот, е домувањето, односно решавањето на инфраструктурните и комуналните проекти, а тоа значи дека во иднина, доколку од страна на градоначалникот, односно општината на вашата општина достави до кај нас проекти или веќе како ги има да ги достава, за да можеме ние на некој начин да ги сфинансираме, а кои што проекти ќе ги користат, односно ќе бидат привилегија на сите етнички заедници кои што живеат во вашата општина. Особено ми е драго информацијата која што имам добина од вашиот градоначалник дека и ромската заедница е вклучена
во јавната администрација, воопшто во инкорпорирана, односно е вклучена во системот на вашата општина. Имам сознание дека се вработени неколку лица од ромската заедница во општината и дека во иднина ние можеме да развиеме соработка на сите полиња, односно во областите кои што ги поддржувам, односно ги работам како министер во кабинетот. Денеска ни беше чест да имамо гости, господинот министер од владата на Република Македонија, исто така и господинот заменик министер за комитетите што живеат во Република Косово. Тема на дискусија беше како да соработуваме во сите области, почнувајќи од култура, спортот, образованието, здравството, и благодарение на тоа наша држава добила и покана во Европска унија и ние сме спремни да чекориме заедно. Уште еднаш благодарност до господинот министар, ние ветено дека ќе не поддржуваат за проектите што ги има општина Теарце, сега и во иднина ние да аплицираме и да имамо поддршка од централна власт за реализација за сите граѓани во интерес на општина Теарце и пошироко. На денешната средба беа разменети позитивните искуства на двете земји и беа договорени идни средби во фокусот на нивното делување, во насока на вклучување на ромската заедница, како во Косово, така и во Македонија. Општина Гостивар издвојува околу 2,3 милиони денари од буџетот за уредување на повеќе детски игралишта на отворено. Граѓаните апелираат сите да придонесат новите детски катчиња да не се уништуваат како што беше случај со претходните. Изминатиот период Гостиварската локална самоуправа обезбеди неколку нови детски катчиња за забава и рекреација на најмалите. Игралишта со лулашки, лизганици и други разни реквизити се поставени спроти зградата на судот, кај стамбените блокови близу големиот пазар, во дворот на училиштето во село Дебреше и најновото во населбата Малеарди. Граѓаните се задоволни што имаат повеќе уредени места каде што може да ги однесат децата да уживаат во своите игри. Она на што реагираат е несовесното однесување на поединци, поради што и претходно на ваквите детски катчиња им беше краток векот. Апелираат сите да придонесат игротеките да не се уништуваат. Одлично за децава е супер. Одлично. Би требало и на повеќе места вакви работи да има. Значи, децата имаат каде да играат, каде да одат, на улица не се. Супер е. Има големи деца, рушуваат. Даската овде е скршена, значи и за тоа не се пази. Може и по некоја клупа некаде да се стави. Клупи ни фалат. Вака, додека играат децата, ние можеме и да се седнеме, да се ги вардиме. А иначе одлично е. Одлично. Нас не се свиđа. Супер. Значи, ова е од градоначалникот, така? Да. Похвали за градоначалникот. Освен поставување на новите детски игротеки, беа преземени активности за санација на постоечките, а некои добија и осветлување со рефлектори за да се користат и навечер. За уредување на детските катчиња, општина Гостивар има издвоено околу 2,3 милиони денари од буџетот. Повторна промена на времето. Утре ќе има нестабилност наместа со пороен дожд и грмеши. Новата работна недела ја започнавме со релативно стабилно, суво и топло време, но метеоролозите за утре најавуваат промена. Ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време, на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Локално се очекува да има поинтензивни процеси и во форма на невреме со појава на град, особено во западните и јужните делови на земјава. Утре нашето подрачје ќе биде запатено од влажна и нестабилна воздушна маса која ќе предизвика променливо облачно и нестабилно време на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Локално се очекува да има и поинтензивни процеси, особено во западните и јужните делови од земјава. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и од северозападен правец. Утринските температури ќе се движат во интервалот од 11 до 20, а дневната највисока температура на воздухот ќе биде во интервалот од 27 до 34 степени.
Во Тетово, како и пошироко во Полошкиот регион, утре времето ќе биде променливо и нестабилно облачно со повремени врнежи од дожд, а во попладневните часови ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално може да бидат и поинтензивни процесите. Ќе дуга умерен ветер од северозападен и западен правец. Утринската температура во Тетово ќе се спушти до 16, а дневната ќе достигне до 29 степени. Потоа во среда и во четврток ќе дуга и умерен до засилен ветер од северозападен правец, кој ќе предизвика малку посвежо време и температурите ќе се движат во интервалот од 24 до 33 степени. Овој индексот има вредност 8. Потоа следува период на претежно стабилно време, а во попладневните часови и во планинските предели можна е ретка појава на пороен дожд со грмежи. Инаку и во попладневните часови во текот на вчерашниот ден, наместа имаше невреме проследено со дожд и силен ветер. Најмногу дожд во изминатите 24 часа наврнал во Прилеп. Според мерењата на УХМР се регистрирани 13 литри на метар квадратен. Врнежи имало и во Ѓуриште 6 литри, додека 5 во Тетово. Новата работна недела ја започнавме со релативно стабилно суво и топло време, проследено со сонце. Попладне имаше наоблачување. Утринските температури се движеа од 10 до 16, а дневните од 25 до 33 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 9. Метеоролозите за утре најавуваат промена. Ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Утрешните температури ќе се движат од 9 до 14, максималните дневни од 23 до 29 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде со вредност 8. Регионалните вести ги завршуваме овде. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.